Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за новата епизода на Медицинско катче. Како да се справите со тинејџер? Колку е тежок тој период? Со какви се предизвици се соочуваат родителите во периодот кога одгледуваат тинејџер? Има ли начин како да му се прииде на тинејџерот за полесно да се решат неговите проблеми, меѓутоа и функционирањето на целото семејство? Од денес во Македонија е достапен водич за родители, кој што е наменет токму на возраста на тинејџери од докторка Мелија Симеонова, детски и адолесцентски психијатар од приватната болница Аџибадем Систина. Докторка, добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Ексклузивно за Слободен печат ќе позборуваме на денот на вашата промоција за водичот за родители кој што е наменет за тинејџерскиот период. Така. Кој ви беше предизвикот за една ваква книга да се направи? Зошто не нели периодот на на раѓање на самото дете или подоцнежниот период на развој, зошто баш тинејџерството? Така, морам да бидам искрена дека она кое што во пракса го стекнав со мојата работа е дека тинејџерството, односно адолесценцијата, представува најголема бура во семејствата. Што тоа значи? Буквално ако може да го споредиме со еден земјотрес. И буквално родителите се затекнати во тој процес, особено што во модерните семејства доаѓа многу порано од претходно. И просто како да родителите не знаат каде тираат во овој процес и навистина им е потребно помош и насоки како да постапуваат со модерните млади деца. Што се појавува во овој период? Како родителите, насоки да им дадеме да откриеме мал дел од книгата, што се треба да направат за да се справат со проблемите на тинејџерите? Да, она што главно суштина сакам да го истакнам е што е најголемот можеби конфликт меѓу родителите и децата е поради тоа што децата ги чувствуваат нели во таа адолесценција емоциите релевантно исто како што ги чувствуваме ние, меѓутоа контролата намалена. И родителите од една страна мислат дека нели тоа е како на некој начин манипулација од страна на децата, како сега за ова разбираат, а за ова не разбираат, а у суштина не е така, они немаат поставена контрола. Она кое што, да речам, пробав на најпрактичен може начин да го направам во мојата книга, на семејството им понудив класични сценарија кои што најчесто нели ги лутат тинејџерите. И како нели најчесто родителите реагираат на овие сценарија и им понудев еден модел како би можело на поинаков начин да реагираат за едноставно да не се создаваат конфликти во семејството, туку да може да функционираат. Кои се најчестите проблеми и конфликтни ситуации со кои што се содруваат и родителите, но и тинејџерите? Знаете како, многу интересно заради тоа што молкот на децата во таа доба кај родителите значи дека ништо не се случува. У суштина, молкот кажува многу. Од друга страна, имаме деца кои што не го користат молкот, туку се бунтовни. И обично овие деца се тие кои што родителите мислат дека нешто се случува патолошки. У суштина, бунтот е една типична реакција во адолесценцијата. И она кое што ја во суштина пробав да го представам на семејството е да видат дека не секој бунт значи патологија, меѓутоа дека има некој бунт кој што укажува на патологија, каде што ние треба да помогнеме на младиот член во семејството да ја разбереме таа динамика што се случува и да реагираме брзо. Со какви се проблеми се содруваат тинејџерите, освен хормонските, нели, кои што значат и еден влез практично во адолесцентскиот период и потоа во возрастна личност? Знаете како младите во денешницата навистина се соочени со низа на потешкоти во која смисла. Они живеат во еден виртуелен свет. И знаете, кога живеете во свет кој што е виртуелен, предизвиците се многу поинакви него предизвиците кои што можеби биле кога сме растеле ние и нели генерации наназад. Така што они имаат можам да кажам како две задачи. Едната задача е да се допаднат на реалниот свет, а другата задача е да се покажат и на виртуелниот свет. И знаете, тоа се како два спротиставени света и прилично имаат голема задача. Постои ли разлика во развојот кај едно момче и девојче во тинејџерскиот период и на што се треба да се обрне внимание во нивниот раст и развој и како родителите треба да пристапат кон нив? Така, биолошки нели се случуваат различни промени, меѓутоа во однос на емоциите, нели ние можеби
лесно, како да кажам, ги идентификуваме кај девојчињата, бидејќи девојчињата некако повеќе можеби сакаат да зборуваат за емоциите. Да, и нели тоа е одлика момчињата се потешки за разбирање. А момчињата точно, како просто они помалку да сакаат да разговараат, и знаете, културолошки е многу поприродно да плаче девојче отколку да плаче момче. Така што ми се чини дека тука има и такако, нели, културолошкиот елемент, фактор во развивање, нели, на адолесценцијата. Меѓутоа, оно кое што можам да кажам дека и момчињата и девојчињата се соочуваат со промени. Промени кои што они се затекнати од нив и кои што навистина ние тука како возрастни мораме да бидеме присутни и да бидеме полни со разбирање, а не со осуда. Така. Кога се родителите во прашање, паралелно, без разлика нели на полот на тинејџерот, Така. колку треба да учествува во решавањето на проблемите, нели, во наводници кои што ги имаат едниот родител, колку другиот, и колку е битно и двајцата родители во одреден период, нели, од неговиот развој, бидејќи тоа е не е Така. мал период, Така. станува збор Да. за 5-6 години, додека стигнат до адолесцентскиот период, треба да учествуваат во решавањето. Знаете како, она кое што стално алудирам на тоа е дека синхрони, значи родители со исти ставови е секогаш најдоброто можно сценарио за воспитување на деца. Меѓутоа, она кое што да не ми се налутат мажите, е можеби по, како да кажам, ориентирано кон мајките, и бидејќи мајките имаат можеби една, да речам, доза на поголема близина, најчесто зборам, нели, не е тоа дека е за секогаш така и во сите ситуации така, меѓутоа обично мајките се тие кои што, да речам, полесно и побрзо, нели, од една женска перспектива ги разбираат емоциите на адолесцентот. И знаете, многу често се случува во семејства да мајката апелира дека нешто се случува, а таткото тоа да не го препознава. И да тука настане тој конфликт, да, нели, родителите помеѓу себе да една дисхармонија да развијат и и на ниво на целокупниот семеен систем. Така што ми се чини дека, нели, мајката е поинтуитивна и би требало во овие периоди да ја слушаме мајката, бидејќи, како да кажам, естрогенот, прогестеронот се хормони кои што се силно поврзани со емпатија, така што мајките како си ги чувствуваат своите деца. Околу стигмата и тинејџерскиот период, многу порано зборува минатите генерации, некако многу малку зборува, нели, детето е во пубертет, остави го ќе му помине, да. Каква е сега состојбата и колку почесто се детектираат проблемите кај тинејџерите? Па, искрено да бидам, ми се чини дека многу се повеќе свесни родителите сега, и не знам дали е тоа дека они се можеби повеќе свесни или дали се крие тоа дека можеби модерните адолесценти имаат многу побурен пубертет. И би зела една можеби разлика која што не можеме да исклучиме, тоа е дека можеби порано кога во семејствата се одгледувале адолесценти, родителите биле многу помлади од сега. А сега како да просто се во исто време да се случува климактериумот на мајката со пубертетот на детето. И како да имаме две хормонски бури кои што се испреплетуваат една со друга. И ми се чини дека модерните семејства имаат и такако поголем притисок и можеби заради тоа и свесност и барањето на помош е многу поизразена во модерните семејства него што било претходно. Каде завршува улогата на родителот, нели, во воспитувањето и во решавањето на проблемот кај тинејџерот и кога е потребно да се побара стручна помош? А најчесто родителите однесувањето на тинејџерот го доживуваат лично. И знаете како, ако нешто тинејџерот погреши, родителот автоматски има една мисла што погрешив ја за моето дете да погреши. И она кое што стално им опатувам порака на родителите дека адолесценцијата е една баш прилично голема бура и дека криза во семејствата, каде што детето за прв пат го гради сопствениот идентитет. И тоа не значи дека он го отфрла домот ако е различен. Напротив, они пробуваат на секој можен начин да се, како да кажам, да се сепарираат од примарниот образец и да креираат една нова структура на личност. Како да за прв пат да кажат ова сум јас постојам. И вистина нивните, верувајте, нивните емоции се автентични на возрастните. Меѓутоа нивната контрола, бидејќи знаете како едниот дел на мозокот се развива побрзо на сметка на другиот. Контролата не е воспоставена, емоциите се развиени. И тој е усвари тој најголемиот челендж кој што го имаме ние во самата адолесценција. Ве прашав, значи, конкретно, постои ли некаков тригер кога треба да побараат стручна помош, нели, зборувам психолог, психијатар, кога завршува нивната улога, нели, на родител, кога треба да стапи на сцена психијатерот и дали почесто доаѓаат за разлика од порано тинејџери заедно со родители да побараат ваша стручна помош? Она кое што, да кажеме, најсилниот
знак дека се случува нешто, е моментот кога ќе видиме дека на детето му паѓа ефикасноста, функционалноста. Кога ќе видиме дека некои работи кои што претходно умело да ги прави, или ги правело многу побрзо, многу поажурно, сега се соочува со потешкотија. Кога гледаме дека концентрацијата, помнењето му се засегнати, кога гледаме дека има некакви промени на ниво на сонот, бидејќи знаете како пубертетот носи низа на флуктуации, меѓутоа кога се засегнати повеќе елементи од функционирањето на адолесцентот, тоа е дефинитивно апел дека треба да се побара стручна помош. Доаѓаат ли почесто тинејџери за разлика од порано, заедно со родители или бараат стручна помош? Нели, вие како психијатар, бидејќи се малолетни, претпоставувам дека работите заедно и со родителот и со детето. Меѓутоа, дали има иницијатива од самото дете да каже, дете, сепак се тоа, мислам на почеток 14 години имаат со почеток на пубертетот, да има иницијатива од негова страна и да е свесно дека му е потребна стручна помош? Да, и младите генерации се исклучителни. И дури некогаш детето ми се чини дека во тие моменти можеби парадоксално ќе личи дека и многу е посвесно што се случува за разлика од родителот, бидејќи знаете како тоа ги гаја тие чувства и сака да ги сподели. Оно кое што обично, значи тоа не е правило, меѓутоа е многу често да тинејџерот бира да разговара прво насамо. Да едноставно родителите не го слушаат. И секако ние подоцна разговараме нели со родителите, нас е многу важно да ни кажат родителите што се случува нели од нивна перспектива. Меѓутоа, бидејќи пак ќе кажам, адолесценцијата на некој начин е борба за идентитет, они најпрво сакаат да разговараат сами. Така. Околу начинот на воспоставување комуникација, во овој период голем проблем има околу прифаќањето на самиот родител доколку има проблеми во семејството. Спомнавте на самиот почеток на интервјуто дека има и многу разводи, бидејќи родителите едноставно сваќаат дека не се еден за друг. Како тој период го поминуваат тинејџерите? Усуштина она кое што можеби нели и најчесто се случува, баш она што рековте, што напоменавте вие дека разводите се доста чести во овој период, е бидејќи знаете како, кога функционалноста на бракот е намалена и кога ќе се случи една голема криза, очекувано дека функционалноста ќе опадне уште повеќе. Односно ќе се интензивира таа дисфункционалност. И обично тука родителите како да го губат лото и обично тука е оној најкритичен период каде што нели тргнуваат за развод, заради тоа што едноставно тука веќе нема начин на општење, секој со секого се кара дома, тоа е сериозна дисфункција, адолесцентот се бунтува, родителот се бунтува. И токму поради тоа и е важно да се, како да кажам, да се работи со адолесцентот и да се, знаете како родителството е процес кој што доживотно се учи. Без разлика дали и сите грешиме како родители, чувачки да се греши, меѓутоа, оној момент кога ќе гледаме дека нели со нашиот стил на воспитување се јавува симптом кај детето, ние не смееме тоа да го игнорираме. Факт е дека адолесценцијата е на развојна криза, на нормативна криза во семејството, меѓутоа е многу интензивна. И нели јас пак ќе кажам да мал дефект се случува тоа семејство, оваа криза уште толку ќе го, како да кажам, ќе го зголеми постоечкиот ефект на ниво на семејство. Така што е нели прилично сензитивна состојба. Од оно што го прочитав од стручен аспект, анализите велат дека постојат два вида на пубертет. Едните се бунтовни тинејџери, другите се мирни. Кои се полесни за комуникација, еве вашето искуство што вели и каде полесно се справуваат родителите и цело семејство? Дали со бунтовниците или оние помирните, условно кажано, кои што не изразуваат чувства? Знаете како, тие мирните општествено многу повеќе им се допаѓаат на возрастните. Така. И тоа што е мирно, нели малтане нема симптом. У суштина јас морам да бидам искрена дека многу полесно се работи со бунтовни деца, заради тоа што се што ќе екстернализира, се што ќе го извади адолесцентот од себе, ние знаеме што се случува. А тоа што е вметнато внатре и што адолесцентот не сака да разговара, за тоа е нешто кое што е многу тешко да се прочита. И од тој аспект и стално им велам на родителите, ако вашето дете премногу мирно за време на адолесценцијата, тоа не е знак дека вие треба да се радувате дека имате супер фино дете. Тоа е знак да се прашате зошто ова дете не пробува да се одели од семејната динамика, зошто не пробува да креира собствен идентитет. Не дека да не ме сватат родителите погрешно дека лошо детето да биде мирно, меѓутоа премногу мирно дете, зборам дете кое што не јавува никаква промена, а се случува токава, да речам, емоционална промена, тогаш секогаш има нешто кое што стои зад
таа приказна. Што стои најчесто? Најчесто тага. Најчесто пониска самодоверба, и тоа се деца кои што страфиме да зборуваат за да не бидат отфрлени, за да не бидат осудувани, за да едноставно не ги разочараат своите родители. Бидејќи знаете како сите деца сакаат да им се допаднат на своите родители. Так. И ако они нешто гајат во себе што е различно од од вреднувањето на семејниот систем, они бираат да молчат за да не покажат нелојалност кон семејниот систем. Така што дефинитивно, па ќе кажам, кај секој дете тоа е различно, меѓутоа основата е дека е нешто што се крие, е нешто кое што ни е страв да не бидеме осудени, нешто за кое што ни е страв да не се допаднеме. Докторка, за крај на интервјуто една препорака до сите родители кои што се родители на тинејџери, меѓутоа и оние кои што имаат помали деца, бидејќи тинејџерството доаѓа, разговор, што се е потребно за да полесно се надмине овој период? Најпрво и најсилна порака која што сакам да упатам до родителите е да не ги осудуваат. Бидејќи, знаете како, сите ние имаме една тенденција, имаме свој вредносен систем и кога нешто отстапува од таа тенденција која што за нас е типична, ние имаме една критика. И обично родителите се споредуваат себе си какви биле тие кога биле млади, а какви се сегашните млади. И јас повторно ќе им кажам на родителите, овие деца имаат двојна задача. Овие деца живеат во реален и во виртуелен свет. Ние сме живееле само во еден свет. Они имаат две задачи, ние сме имале една. Да не бидеме критички насочени и да не ги осудуваме. Заради тоа што децата кога ќе ги осудиме, кога ќе им покажеме дека нешто што прават не е добро, следниот пат кога можеби би сакале да разговараат со нас, они ќе изберат да молчат или ќе изберат да бунтуваат. Така што нашиот пристап до децата е клучното решение и клучната помош на младите. За крај, еве да им објасниме дека пубертетот е сепак состојба која што минува, меѓутоа дека треба да се обрне внимание на сите кои што поминуваат низ оваа фаза, бидејќи е сепак фаза во животот и сигурно остава трајни последици по возрастната личност кога ќе стане возрастна. Ова беше водич за, мислам, денес имате промоција на водич за тинејџери. Дали треба да очекуваме следна книга, некаков водич за мајки после породување или не знам за школски деца, за Токму така, бидејќи ми се чини дека во тие моменти на жената и така кој треба помош, и така кој треба насоки, и родителството е нешто кое што ние го учиме ни самиот процес на родителување. Така што ми се чини дека тоа е нешто следно кое што би сакала да го упатам кон жените, бидејќи е нешто кое што и јас лично сум го прошла и знам колку значело кога ќе добиеме типна стручна помош, некој ќе ни каже дека да, ова што се случува не се грижи, е природно. Ова што се случува е во ред. Ова се случува на повеќето жени. Бидејќи знаете како во тие моменти ми се чини дека од таа флуктуација на хормони, ние жените сме јако чувствителни и ни треба некој да тие чувства ни ги канализира, и канализира, точно. Значи станува збор сепак за стручна литература од медицинско лице, од психијатар кој што треба да се земе онака како што треба, како препорака за растење. Ова беше доктор Камелија Симеонова, психијатар од приватната болница Аџибадем Систина. Од денес, кажете ми само книгата каде може да се најде, да се набави за сите родители? Тоа е издавачката Куќа 3, така што не права дистрибуција во сите нивни достапни салони. Така, околу тиражот само да им дадеме информации колку се достапни за почеток, така. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, очекувајте го новото издание на Медицинско катче и секако следете го издавањето на нашиот весник, а онлайн содржините се на нашиот веб портал. Ви благодарам за вниманието.